Братот ме инспирира да кажам и ја нешто, ми го зема зборот да му честитам роден ден на нашиот драг Негру Демиров, затоа што не се обраќам со дами и господа, затоа што сите политичари таа игра ја играат. Јас да ви кажам нешто, во Македонија скоро никој не знае што е Македонија. Скоро никој. А овие криминални банди не ви кажуваат никое, не го пуштаат нашиот председател да припари на телевизија, освен една телевизија, секоја чест 24. Зашто? Зашто ако ја каже вистината, тоа што го говори на говорите, едноставно ќе се распаднат сите овие банди што ја водат Македонија 32 години. Америка има само 3 партнери со кои има специјални односи. Тоа е Израел, Јужна Кореја и Македонија. Зборувам за Соединетите Американски држави. Кога дојде американскиот министер за надворешни работи Ентони Блинкен во Скопје, кога беше советот на ОПСЕ, знаете ли што кажа? Значи ОПСЕ кажа да, дојдов за ОПСЕ, меѓутоа јас сум тука за да ја поддржам Македонија затоа што е наш сојузник, затоа што е наш стратегиски партнер. Тоа треба да го знаете и сите треба да живееме поубаво, многу поубаво. Зашто ова го кажувам? И јас дури се изненадив кога нашиот председател Јорго Огненовски, кој ја предводи Демократи, партијата Демократи, кажа на еден говор дека Македонија може да биде меѓу 10 најпросперитетни држави во светот. Дали ви се верува? А овие не лажат патот за Европа, сега ќе ги стигнеме, кого ќе стигнеме? Афрички држави не можеме да стигнеме вака ако продолжиме. А нашиот председател знае што зборува. Зашто? Затоа што има 35 години искуство во најразвиената држава, во најразвиениот град, во Лос Анџелес, бил легенда и ќе остане легенда и тек ќе се слушне за него. А на братот Негру да му посакам среќен роден ден, среќен почеток и на сите од муслиманска исповест. Не е случајно што од утре почнува светиот месец. Да сте живи и здрави сите. А сега ги